Благодарам на сите на присуството, почитуван подпредседателя за економски прашања Фатмир Бетики, почитуван Јован Деспотовски, директор на дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони, почитуван Карл Беквит, извршен директор на Дура Automotive Systems, почитуван Сојун Парк, основач и извршен директор на компанијата од Јужна Кореја Алмак, почитуван Џумпајо Парк, председател и извршен директор на Алмак Дура Естружен, почитуван Ерик Јовановски, директор на УСАИД, драго ни е што сте со нас, почитувани директори на институциите, почитувани присутни, почитувани представници на медиумите кои што сте со нас. Навистина ми представува посебна чест и задоволство што денеска сме во технолошко-индустријската развојна зона Скопје 2, да го означиме почетокот на новата прва јужно-корејска инвестиција во нашата земја од страна на компанијата Алмак Дура Естружен. Како што имавме можност да слушнеме и од самите инвеститори, од денес стартува изградбата на најсовремениот објект, каде ќе се имплементира висока технологија за напредно производство на технолошки компоненти за автомобилската индустрија. Се работи за заедничка инвестиција во вредност од 29,9 милиони евра во земјата на две глобално реномирани компании во својата дејност, американската Дура Automotive Systems и јужнокорејската Алмак. Ова е уште една потврда за добрите економски политики кои ги креираме во соработка со сите релевантни чинители. Создаваме предвидлив деловен амбиент за инвестиции, извоз, нови добро платени работни места, а со тоа и раст на севкупната економија и економскиот стандард на нашиот народ. Плановите на инвеститорите за работа се детално и долгорочно предвидени. Нашите заложби, како влада, уште на самиот почеток, се да помогнеме во креирање на добро платените работни места. Во таа насока, она што е особено важно е дека во новата инвестиција се очекува просечната бруто плата за високо квалификуваните кадри да изнесува околу 2000 евра. Согласно планот на инвеститорите, ќе бидат отворени повеќе од 70 нови работни места од технолошките дејности, кои ќе придонесат во развојот на локалната економија, почнувајќи од 2022 година, кога се очекува старт на производството и старт на извозот, односно една година од денеска. Остануваме посветени на подигнувањето на стандардот и условите за живот во Северна Македонија. Го подигнуваме нивото на развој на квалитетен и квалификуван кадар за потребите на компаниите во соработка со деловната заедница. Заедничка цел е да придонесеме во имплементирање на позитивни практики и стандарди за унапредување на работата, производството, продуктивноста, а со тоа и на конкурентноста на компаниите. Но ова не се само зборови, новите инвестиции и резултатите ја потврдуваат економската активност во технолошко-индустријските развојни зони, која е во постојан раст. Бројот на работни места во ТИРС е зголемен за 8% за една година, споредено јули 2021 во однос на истиот месец 2020 година. Во моментот во зоните работат 14.240 наши сограѓани, а се очекува ваквиот тренд да продолжи во наредните месеци. Согласно договорите со досегашните инвеститори се очекува отварање на дополнителни 7.000 нови работни места. Извозот во првите 7 месеци од годината во зоните достигна 1 милиарда и 700.000 евра за 7 месеци, што е за 56% повеќе во однос на истиот период лани, односно над 9% е повеќе во однос на 2019 и речиси 30% повеќе во однос на 2018 година. Само во јули извозот е 225 милиони евра. Според анализите, компаниите активни во зоните учествуваат со над 45% во вкупниот извоз во државата. Оваа компанија, која што денеска почнува со изградба, новој грандиозен објект,
Во првата година има амбиции да постигне извоз близу 60 милиони евра, за 10 години близу пола милиарда евра. Овие позитивни трендови се резултат на новиот концепт на привлекување инвестиции во технолошко-индустријските развојни зони и владата, која се базира на анализа на 10 годишни инвестицијски планови, врз основа на кој се преценува капацитетот на компанијата и самата инвестиција и се подготвува индивидуализиран пакет за учество на државата за поттикнување на ваквите инвестиции. Почитувани, дозволете уште еднаш да упатам честитки за новата инвестиција на Алмак Дура Екстружен, да посакам успех и реализација на предвидените планови. Исто така упатувам честитки и за посветената работа на подпредседателот за економските ресори во државата, за сите економски ресори во владата и институциите под владата, кои вложуваат во интензивирање на економските активности во земјата. Секако и вам, на медиумските екипи, денеска присутни овде на настанот, претежно од економските редакции, кои известувате за новите инвестиции, како и за сите значени теми од интерес за граѓаните и државата. Успехот на секоја компанија, на вработените, е и успех на државата. Посакувам успех оваа наша веќе компанија со бренд нейм од Јужна Кореја и нашиот партнер Соединетите Американски држави, навистина да прокнижи уште еден голем успех преку оваа инвестиција. Нека е честито и благодарам.